Драга публико, добро вечер, добро дојдовте. Денеска е среда, 26 март. По пауза од неколку дена продолжуваме со емисијата. Нормално дека не идевме заради деновите на жалост, и да не беа деновите на жалост, ја не бев во ментална, психичка состојба да правам емисија. А уште помалце да комуницирам со вас, затоа што тоа беа денови кога разумот исчезнува, говори о мразата, гневот, недовербата, и од такво нешто многу корист нема да има. Зошто нема да има корист, го зборам од сопствено искуство. Затоа што мојава емисија имам терено во многу драматични моменти, на тешки загуби, на големи трагедии, и освен ликови кои личната своја фрустрација само се трудат да ја излеат, ништо со тоа. За да се согледа една ситуација, потребна е една мала временска дистанца, потребна е едно смирение и да се одолее на искушението на она старобиблиското примитивно око за око, заб за заб. Тоа не е правда, тоа не е ништо, тоа не е промена кон подобро. Тоа е еден страв се заменува со друг страв. Тоа е ниво примитивизам на крвна освета, а ние како цивилизација уште од нашиот Јустинијан се обидуваме да создадеме, иако несовршени, се обидуваме да создадеме закони врз кои закони ќе се обидуваме да го регулираме општеството. Она што е девијантно, како да се заштити поголемиот дел од народот. Има една работа, имам братучет, врвен адвокат е, за мене е еден од најдобрите, еден од неколкуте, и убаво кажа. Тука се согласувам со него, пошто истини е ставот. Но ми е убаво кога не морам да го кажам својот став, па ќе го спомнам него како авторитет, како правник, како адвокат, човек кој изворедно долго го работи во адвокатурата и ги познава законите, но пред се е високо морален, високо етичен и не знам каков човек е и, нели, брат ми е. Она што најмногу ми сметаше после трагедијата во Кочани беше колективната одговорност. Во напливот на емоции, ја во мојата видеоколумна се извинив, затоа што ја реално почувствував вина. Но, знаете како? Сите ние грешиме помалку или повеќе, но колку толку го почитуваме законот. Како јас сум праведен? Плаќам данок, почитувам закони, плаќам сметки и со тоа и овозможувам на државата и на институциите да ја вршат работата. Таа нема да биде совршена, но колку толку, кога ќе дојде до девијантна појава, да има регулација. Таа регулација треба да биде општествена, треба да биде политичка, треба да биде правна. И доста со тоа, каков ние народ сме, аз сме бирале, аз сме гласали. Не, народот не е крив. Доста го тормозите народот. А видија Македонија, народот е крив. Мене и други луѓе ми го кажувале тоа. Не бе, брате. Не може народ. Доста со таа колективна одговорност. Одговорноста има име и презиме. Поединци, институции, раководители на институции.
Апсење, процесирање, судење и казна. Крај. Ни Јапонија, ни Германија не поднесоа колективни последици за злосторството во Втората светска војна. Затоа што не може, затоа што е неморално, затоа што не е ни законски, не е ни правно. Во Кина, кинескиот лидер на кој го обожава како Господ, има убиено 30 милиона кинези. 30 милиона екзекутирани. Не зборам о војна, зборам ги елиминирал како пријатели на државата. Сталин, 15 до 20 милиона. Црвените кмери, западоци, знаеме и така натаму. Нема колективна одговорност. Одговорност е тој што раководел и тој што слепо го следи. Значи, да ви кажам, дека во полиција, во војска, постои главен командант, така, кој вика, таму иди и пукај. Историјата е преполна со херои, со луѓе кои ја фрлиле пушката, кои одбиле да направат нешто затоа што длабоко во себе тоа за нив било неморално или неетично или нечовечко. Дали тоа било напад врз деца, врз поединци или било што, било кој и така натаму, мал милион примери. Дури да си бил војник во времето на фашистичка Германија, си сносел одговорност. И повеќето, барем најголемиот дел, биле изведени пред суд. Биле казнети, например, не извршил злосторство, не екзекутирал цивили, но спрема тоа што го направил, добил одредена казна, најчесто и поблага. Значи, зошто за мене несовршеното, единствена совршена правда е Божја правда. Зошто? Затоа што само Бог, како омнипотент, може да согледа низ мои очи, може да согледа низ твои очи, може да согледа низ очите на жртвата, низ очите на злосторникот и да ја знае идеално севкупната приказна и вистина, бидејќи вистината секогаш зависи од обсервација. Знаеш, ова е круг. Така? Ако го гледате од таму. Ако го гледате овака, тоа е како квадрат. Ако го гледате овака, е 3D. Перцепција. Исто е, точно е, а различно е. Она што се случи во Кочани, по мене лично, е последица. Се сеќавате ли какви беа изјавите после екзекутијата на децата кај Скопје, таму кај езерото? Биле невини, политички поени. Тие фатени наместо да се осудат, едни пуштени да пребегаат, па не ги враќаат, овие се бараат, овој доаѓа друга власт и вика, вие сте невини, ќе ве средиме ово, она, после гледаат докази, вика, шо е ова работа и така натаму. Се случува мотор, се случува Ласкарци, се случува болницата изгоре. Преку 70-80 луѓе, колку и да е. Имаше ли? Правна разрешница имаше. Што беше крив? Кабел открив. Апсења нема. Оставки нема. Казни материјални нема. Ние прв пат имаме за една недела, која е мојата сатисфакција, не е важно кој е на власт, мојата сатисфакција, 30 се притворени. Не се случило во историја на Македонија 30, не се случила ни ваква несреќа нормално. Без преседан е вакво нешто. 30 се затворени. Ама имало невини, имало... Не е битно. Притворени се, тие не се казнети.
Изолирани се. Притворот треба да е изолиран, за да оние што обвинителите да ги најдат сите детали и податоци, за да дознаеме зошто и како е. Ние имаме закони против пожарни, ово, она. Дори еве го на врата овде ни стои, ако не се лажам. Чекај да видам. Да. Откако дојдов, пожолтено е што се вика. Залепено е. Ние сме многу мала телевизија со многу едноставно. Слеп да си ќе најдеш блед изглед. Но сепак се почитувал законот и се ставил одма до него и ПП апарат. План за евакуација. Но дали јас знам да ја прочитам, да го прочитам? Дали знам у моментот да реагирам? Не знам. Тоа треба да вежба. На времето имаше сите во одбрана и заштита, а и тоа беше тешка демагогија, затоа што кога ќе се случи несреќа, многу е тешко да се реагира правилно и исправно. Дури и со најголеми протоколи. Затоа е подобро да се превенира, затоа што кога ќе дојде булшитот, што ќе направиш? Ќе го фалиме детено што помогнало, браво, прекрасно. Тоа треба да ни биде пример. А не некој дебело прасе како мене ќе јаде бурек, ќе стрима, ќе биде инфлуенсер, види, знаеш јас ова, она, ваму, тамо. И сега ми се јавува опозиција и вика протести. Добро, затоа што протестите потекна од болката и трагедијата на родителите, на децата, на младите, на пријателите, на врсниците. И вие не можете да го разберете, особено не постари. Све што е постаро од 25 години, тоа е маторо. Затоа што негдека до 25-30 години мозокот е се уште тинејџерски, се уште поинаку размислува. Се знае, има една рационалност, но има едни емоции кои се пренагласени во случај на трагедија. Ја го кажав, тој ќе го повторам. Мојот најдобар другар што во меѓувреме изгубив доста луѓе. Изгубив и родители. Но знаете како позрел, успеав некако да се носам. Знаеше да ме понесат, пошто сум генерално плачко и емотивец и интуитивец, за жал. Не сум студен ум, не сум рационален, не сум човек кој строго ги контролира емоциите. А такви луѓе се најпаметни, такви луѓе се најдолговечни. А емотивци, плачковци, ништо од нив. За себе зборам. Триесет души се притворени. И уште ќе има. За жал, жртви ќе има уште повеќе од овие 59. Многу е веројатно, дај Боже да нема. Дај Боже, се молам на Боже чудо. Но не можете ни да сватите што значи изгореница од трети степен. Јас само се надевам дека им даваат. Болката е неснослива, неспоредлива, не може да се... Затоа е добро луѓе со силна емоција, со емоционална зрелост и со стабилна, со висок интелект кој им преовладува, да водат емисии, да зборат со народ и така натаму, затоа што нема да го поведе емоција. Ама ти си душа човек, ова, она, и шо ако сум душа човек? Што со тоа? Не можам да разберам емоционално. Ке ме поведе она што срцето ми збори. А срцето што ме без разум, тури му пепел. Исто као и разум без срце, неупотребливо. Нема народот е крив. Ние сме криви. Вие сте криви оти сте ги гласале овие или оние. Не. Точно се знае. Ја сум бил дисџокеј повеќе од што вие сте иделе во диско. И сум доживеал секакви ситуации. Вакво не сум доживеал. Кога размислувам денеска,
Мислите тоа дека некој нас не контролирал? Дека ние сме биле со висока свест? Не. И тогаш беше проформа, залепи нешто, план за евакуација, тури ова. Што со тоа кога ќе дојде ситуација? Тоа никој не знае. Колку брзо може да реагираат службите? Овде биле 200, 300, 500 души. Јас сум водел целоноќни програми сам како диџоке, затоа што тогаш не знали диџоке, беше свирач курсу. Не бите. Сега се барем нешто. Фала Богу. Од 10 навечер до 6 сабајле. 8 сати, фул работно време, нон-стоп пушташ да ги забава. 2000 души. Замислите една петарда. И среќа, само што дадов отказ. Работев во повеќе дискотеки. Работев во МНТ, работев во Метропол, работев во Веспучи, работев во Силекс и така натаму. И што се случи во Силекс? Например, Силекс дискотеката беше на спрат. Значи, качуваш на втор спрат, се качуваш по скали едни, други, трети, широки скали, големе, ама скали. Кај бе дискотека на скали? Зашто не е наравно? Кој му ја мисли? Зошто не сме провериле? Кој да ти провери? Направено. Кој мислел дека тоа нешто може да биде проблем? Јарно, ама, фул дискотека, ја отказ дадов тогаш. Господ ме чува. Отказ дадов и се симнав, си отидов. Таа вечер колегата мој што работа, ја доживува најголемата трагедија. Полна дискотека, Силекс, не ме прашите која година, 90-ти години ова. Некој крши ампула со созавец. Дали е можеби платен од некоја конкурентска дискотека затоа што повеќе народ, а ние тогаш бевме како стадо. Тука интересно, тука ќе одиме. Сега у Силекс, сега у МНТ, сега у Hard Rock. И немаше таква дисперзираност, онака, секој да си работи комотно. Се беше на некој инфлуенсери, некој шалабајзери, дава овакво, женки, да се лепат мажијаци, да доаѓаат, тука било поинтересно. Значи, среде најголема гужва, го отвара солзавецот, значи некако димна бомба, тоа е повеќе ампула, не се гледа. И одеднаш почнува да те штипат очите. Млади луѓе, у тој момент, не знаат што им се случува и се страчуваат да излезат надвор. Единствениот излез за надвор од дискотеката беше по тие скали надоле. Тие скали и ден денеска си постојат. Сител телевизија е единствена телевизија кај што сакат човек, инвалид, човек не може да влезе. Нема пристапност, нема ништо и си тера тоа така. Но тоа не може да предизвика голема трагедија. Не знам. Сакам да кажам дека у тој момент кога се стрча, девојчето падна и беше прегазено. Маса народ која трча панично, едни им солзат очи, кој видел, кој не видел. Погина девојчето. Знам дека тогаш газда Дзинго, мали Дзинго, ја затвори дискотеката, кога после 2012 година се вратив таму да работам, јади бурек ја преселив, дискотеката стоеше. Се што беше наместено. Значи, можам да ја разберам неговата резигнираност, неговата огорченост. Никогаш повеќе ни кафич, ни кафана, ни дискотека не направи, затоа што очигледно дека човекот го погодил. Дали имало одговорност за тоа, ја не знам. Дали имало правна, судска и така натаму, не знам. Дали имаше некаква одговорност конкретно со пресуда, со све, да биде задоволена правдата за автобусите, што се преврте, што изгоре, за болницата. Кога ќе направиш еден преседан, друг преседан, трет преседан, четврти преседан, еве ти на крај што се случува. Ама што има
врска со дискотека. Добро, еве нема врска дискотеката. Еве ти дали имаше конкретна одговорност? Кој е раководител на проектот? Кој бил министер или кој бил одговорен на болницата? Кој ја направил болницата? Кој ја одобрил болницата? Што изгоре? И да ми кажеш мене кабелот е крив. Океј, кабелот е крив. Кој е одговорен за кабелот што бил несоодветен? Кој е тој што го направил пропустот? Тоа се многу јасни прашања. За жал, има една работа во нашето судство, никогаш, например, не се гледа мотивот, се гледа директно дали си ти одговорен или не. Например, за судењето за малата Вања, мене најмногу ме интересира, сакам да дознам зошто е убиена. Не знаеме дали ќе дознаеме зошто била убиена. Нашиот правен систем, значи, нашиот правен систем не бара мотив. Нашиот правен систем е мотив, дел од процесот. Нашиот правен систем бара вината, не е како западното. Кога ќе направиш еден преседан, два преседана, 5, 10, 15, 20 преседани, последица е кочен. Брат, ме фатија со кола, добро? Сега ја фијам човек. Ми ја искина. Пред некој ден, пред да се случи несреќата, бев на гости кај еден пријател и ми вика, морам да пазам, вика, ме фатија, вика, ама среќа се јавив, средив работа. Абе, како не ти е срам? Абе, викам, не заебавај, викам, немој такви работи. Биди маш, платија казна. Знаеш зашто? Еве ќе ти кажам од космички причини треба да ти изгори казната. Јас секој ден кога доаѓам овде на работа возам кон Источно Скопје. Значи сум возел Ѓорче, сум возел на Кајсарај, сум возел Бутел, сум возел други приградски населби. Но аеродром Лисиче, Ново Лисиче, на кај Драчево. Ја мислам, не дај Боже да сум министер. Ќе ве вадам за уши од кола, вака да ве снимам со полициска бруталност. Ја поагресивни, повулгарни, покриминогени типови не сум сретнал. Зборам на количина, сегде има. Не се почитува тоа што се прегази девојчето. Бог да ја прости. Ништо не важеше. Овдека не може тоа спуштениот гол без ауспух. Тоа мора да брчи. Пошто моронот, дебилот, он не прочитал книга, он единствено што може да се докаже, не може да срочи рационална реченица. Он знае да лепи партиски плакати и да шкрипи со колата. Витекнуе дека 2 дена после трагедијата во Кочани ги фатија ваму кај хотел Александар Палас, ке имало шкрипки. Вака, врие од народ. Не мислат мороне, леле ке шкрипат. А јас со години јадам, да ми простите на израз, јадам не лајна, гомна јадам. Абе, направите една патека. Нема да ги натерате луѓето да не возат, младиве да возат така. Ама бар да има кај да возат. Не по улици. Не ме терете да се соблекувам. Ја немам слезина. Од курназлак. Како дете ми има прегазено кола, ја изгуби слезината. Затоа сум ненормален. Значи, се е тоа поврзано. И тука нема колективна одговорност. Се знае. Кој е објавил дека ќе има собиранка, кој е зборел оака, кој е така. Ние премалце полиција имаме. Ние имаме премалку сообраќајна полиција која е на терен. И тој систем на казнување што е со камери, јас стварно не можам да разберам. Немам дури волја да го викам Панче да ми објаснува филозофии
Зошто до сега не е стартувано? Ама ајде, Панче не е ни година дена више на таа функција, 6 месеци, како стане, добро, година дена е, нели, од ова, па, ама функционално владата е колку, 6-7 месеци. Кажете ми, значи тоа која ќе почне да казнува, си возел пребрзо, си поминал на жолто, нема јавувања. Значи не е проблем да те казни, проблем е да не може да ја одбегне казната, да го гори шупчето. Ама има поголеми криминалци од мене. Ти си фатен бе, морону еден бе. Ти си фатен бе, идиоту еден. Пазете, овдека на булеваров, кога доаѓам наваму, има, се вози колку, околу 40-50 км на час. Но има еден сегмент каде што има училиште и е нагласено 30 км на час. Порано не пазев. Син ми ме свести и ме посрами пред години. Викам, шо возиш толку бавно? Свират коли околу нас. Вика, толку е ограничувањето. Ја, вика, не се зезам. Немам пари, вика, да плаќам казна. Абе, нема полиција тере. Не. И така си створил некоја навика. Слепо почитување на знаците. И не си има проблем у глава. Знаете што ми се случува? Ја се научи, викам, окей, на стари години ќе станувам подобар човек. Зборам пред 5-6 години, 10, колку се бъде, 7-8 години. Човече, вака ми се закануе, ми се врти со колара. Ја тебе. Што бе мене? Му застанав, излези, ај, шо ќе ми правиш? Ке ме утепаш? Ке ме убиеш? Кај си брзал? Кромидот не ти е запржен, бе, идиоту еден дебилен. Бе. Кој живот го има, што? Ама ја брзам, имам ситуација, има брза помош, има полиција, има такси. Ти си морал овдека да не загрозуваш сите. Тој е менталитет. Менталитетот на корупција е, вика, Јанко добро збори. Извини, ти што ме добруваш, си отишол со 100 грама кафе, фала за што ми заврши работа на лекар, на шалтер, на вамте, на тамте. 100 грама кафе? Стварно, ништо не е, нели? За 80 денари, ете си направил една убава геста, овие среќни, благодарни. Знаеш што е разликата измеѓу овие што крадат милиони и тебе? Што он и ти сте исти, само ти немаш можност да си ти на негова функција и ти ќе крадеш милиони. Корупцијата, дали е на мало или големо, е иста корупција. Даваш 100 грама кафе, а проблем ти е да оставиш бакшиш, например, у ресторан, кај што у цел свет се остава бакшиш. Извртени некои. Значи, мавање по джеп, вулгарно и безобразно. Застанување на пешачки, абе, турира, нервозен. Сега ја ја заблекувам малку ногава, повреден сум. Ма не можам да идам со транспарента дека побрзо можам да се... Ти има денови која ќе ме фати грч у ногата, овој знае горе со коленото, па не можеш да трчаш као младич. И сега се завлекој. Нервозен. Кај се бржаш без за тие 5 минути? Еве, шега на страна, чичко ми даваше еднаш совет, идевме заедно до Охрид. Ја возев југо, он возеше дем, што ли возеше нешто? Он возеше по прописи, значи 80, 100 и така натаму, ја возев 120. Ја стигнав брзо од него. 10 минути после мене стигна он, почитувајќи ги сите правила, а ја стигнав 10 минути пред него со кршење на сите правила. Зборам 80 години. Не се гордеам со тоа, ама ми беше добра лекција. Значи, тоа брзање ова, колку ќе ти заштеди време? Што те чека, бе? Кокошките да ги раниш? Пошто најверојатно тоа имаш стока у дворот. Пошто сигурно не се занимаваш со неурохирургија, не ти лежи пациент кој треба да го оживееш. Па да те разберам у таков случај.
Неказнивоста и излекувањето на поединци е иста одговорност и на тој што му ја простил и на тој што му ја. Но, секогаш постои левел на толеранција. Прв прекушок ти е, окей, опомена. Ко мене што ми направија. Јанко, јако ја купив стара кола, имам 25 години, стара, распадната. Со фолии. И ми рекоа на технички, Јанко, задни пут извади ги фолиите или извади она дека смееш фолии, дека се... Ај сега зборот ми побегна, не е битно. И ја, добро бе, ајде, така сум ја купил сега шо ово, оно. Абе, мора да има сертификат, дека имаш дозвола, дека е тоа како што треба. Добро, ајде. Ме застанува полиција. И ме вика, господине, вака и вака, треба да платите казна. И ја пребледувам. Пара, зеро. Не знам што ќе правам. Бубрек. Ќе ја продам да ја платам казната. Тоа ми беше. Командантот главен ме вика, господин Илковски. Темек, знам, немате прекршоци, ово она, не сте деликвент, постар човек сте, задња опомена. Ке ве пуштам сега, ако го редуцирате тоа. Ја викам, благодарам, веднаш ке го направам тоа. Го повикав син ми, со 4 уклучени жмигаци, стоеше колата, дојде син ми со скалпели и на лице место ги извади фолиите. И се, срам ме фати. Абе, срам ме фати. Иако сметам дека фолија у Скопје, абе, апсолутно непрозирни на ова сонце, на ова свет, дека треба да има. Ама постои бе процедура. И стално се вадев со тоа, абе, види ги овие со тетовско, гостиварски, сите се затемнети, стакла, ово, она, таму. И тоа е точно, стварно имаат. И сите имаат дозвола за нешто. Па кој им дава дозвола? Ама гледам сега, се помалце и помалце такви работи. Ова се сегменти на кои вада. И добро е што ова ми се случи мене и се научив да почитувам брзина, затоа што ако не ја почитувам таа брзина, кој знае што ќе ми се... Викам, ова ми е мене не од полиција, не од држава, не лекција од тебе. Мене ми е ова или оние демонине која ми се закануваат зашто бавно возам. Е знак од Господ, кој знае што ме чува. Бидејќи да сум возал малце поише, бидејќи ова е... Тоа е гарантирана безбедност. Крај на муабетот. 80 на сат е по тој пат. Абе, бавно е мојата кола може. Вози на таму нема ограничување. Сегде у свет е 120 км на час, па мајка Јана. Нема негдека повеќе. Затоа што тоа и на автопат ти гарантира безбедност. Дали за превртување, прелизгување, милион сценарија можеш да си замислиш у глава. Векам, фала. Така да, казната ако ја платиш, у подсвест да те изгори она, леле 300 евра ми зема, леле мајко моја, 500 ово на маму, ме боли овде кавака, позеленуваш, леле овие сите крадат, мене ме казнија и да вриеш заради тоа. И сега, ако си добар човек и ја научиш лекцијата, не си дозволувај пак такво нешто. Од друга страна има друга реакција која вика, они дозволуваат тоа, ма што ги вртам и уште да бетер прави. И после ќе се случи прегазување на пешачки, не кочи, не вози, како по... Ја да ве седнам у кола, пак ќе зборам за син. Син ми вози исто како што, колко е 6 години он возач, 7-8 години. Има возачка дозвола, вози како да има инструктор до него. Значи, просто се гушиш. Знаете, оние автошкола колку се досадни. Досадни се. Ама таму нема несреќа, таму нема прегазени. И овој си одлучил така и крај на муаветот. Абе викам, ќе задоцнеш на работа. Ако и задоцнам, ќе биде 2 минути. Нема да биде 2 сата, за да си дозволам преку
преголема брзина која ќе ме казни. Подобро ќе истрпам укор и 200 денари што ќе ми скинат од плата, одошто 300-500 евра и одземање на дозволата и слични работи. Не е народ крив. Криви се поединци. И не се сите вакви. Има многу, ама не се сите. Зато и не сакав да ја отворам емисијата за гледачи, за трагедијата, иако сега ќе ја замолам режијата и на овде да ги даде телефоните и на стримот. Знам дека се изназборевте, леле какви глупости се изнаслушав на контактните емисии и викам, фала Богу што јас не отворив телефони, затоа што нема рационалност. Луѓе се повредени, луѓе се траурни, луѓе се гневни, на луѓето им е лошо, не знаат што да направат, затоа што се чувствуваат несигурни. И крив му е ВМРО, крив му е СДС, крив му е ово или крив му е оне. И не може да се срочи. Океј, имам гледач на линија, прекинувам јас со муабетот. Режија, имаш вториот микрофон тука. Добро вечер, дали се слушаме? Јас се слушам. Да, повелете, во програма сте. Добро вечер, драго ми е што сум ваш редовен гледач, одамна се канев да ви се јавам. Така да во главном се сложувам со вашите тврдења, се што говоревте, со внимание ве сослушав. Генерално околу тоа, темата за што беше така генерално? Тоа што слушате. Што сакате зборете? Так. Мислам дека е поучно вака да има, како што сте вие со личен пример, како што давате, треба вака некоја поучна, поголема, еве јас сум на пример генерација 38 години, јас кога в средна школа многу имавме секоја втора недела, дали инспектори од полиција, дали експерти, стручњаци, секој тие генерации кај што не едуцираа и бевме должни да ги слушаме нашите ментори, така да и вака јас се гордам со мојата генерација што излегува многу позитивни примери. Ме разбирате, не би да ги набројувам. И сметам дека тоа време беше подобро кај што немавме социјални медиуми, толку бевме под надлежност, како да се изразам, не знам. Знаете зашто сакам да кажам. И би сакал да се врати тоа време, али ме разбирате, верувам дека ќе се сложите, дека некако сите треба да најдеме некоја напор, да дадеме секој колку може од свој собствен атом, дали за едукација на младите, дали за ова, за да не ни се случуваат вакви работи, меѓутоа секако не можеме да искорениме, беше се сеќавам пословица ние кога бевме, ако не можеме да искорениме, бар да ставиме на минимум. Така беше, тоа ни беше ударно мото. Сега многу не ги препознавам некои работи уште од тогаш, многу е изменето, доста работи се изопачени, ве слушав внимателно, така да и се сложувам со вас околу вашите осудителни ноти и мислам дека треба да така со осудителни ноти, како што говорите, малце построго, ја мислам ќе дојдат по инакви резултати. Ви благодарам за јавувањето. Да. Лека ноќ и пријатно. Пријатно. Одиме со стримот да видиме, имаме поздрави и така натаму, прашања. Вика на YouTube немам стрим. Да, не стримам на YouTube, затоа што да не се трошам у муабети, го избегавам YouTube затоа што повеќе публика има на Facebook. Ја немам спонзори, ја немам кешарици, ја немам донирајте, ја немам финансирајте. Штом немам такви работи и реклами, YouTube не сум интересен, па ме трга. А на Facebook ми е слободно. Но имам гледач на линија овде. Добро вечер, повелете, ќе ги прочитаме коментарите, па и токмакот мој да го направиме малце славен. Момчило Спиров, добро. Повелете. Ало.
Да, повелете, во програма сте. Сакам да кажам нешто. Да, повелете. Слушаме, чутиме и слушаме. Сакам да кажам нешто за овие нашиве парламентарци, чуда, се. Би дал еден предлог. Да они имаат плата како ние сите што имаме. Се слушаме? Што треба да слушате? Ние чутиме затоа што не може двајца да збора. Ја чутам, вие зборите. Ама не го гледам, Јанко ништо не реагира. А што не знам што очекувате. Извинете. Ја молчам и ве слушам. Добро, гледам сега, значи доаѓа касно. Добро, извини. Кога би зимале сите плата како сите луѓе, да немаат тие поволности, чуда. Да немаат дневници, да немаат тендери, да немаат... Да си оди на работа, да му дадат плата. 100.000 евро, 100.000 дена е там. Нека има. Ама зашто они па да имаат например, поволности, патни трошкови и чуда? Јас одам на работа и сам си плаќам трошкови. Океј, значи, вам темата ви е привилегиите што ги имаат пратениците во собранието. Па и сите што се функционери. Океј, ви благодарам за јавувањето, ако е тоа се. Лека ноќ и пријатно. Тони ми пишал, Јанко, здраво, потполно те поддржувам, за се си во право. Не го давај компјутерот, те молам, пошто е приватна порака. Тргни го. Приватна порака, кога иде, не треба да иде во ова. Кога е јавно. Да, па морам да тргнам, може би човекот не сака да се... Извини. За се си во право, само повеќето од нашите сограѓани се гордеат со тоа што ќе најде некого да му ја среди казната. Да те прашам, стевија за сладувачи се во котивчето? Да, строго стевија, пошто ја оној отров шеќер не користам. Бидејќи користам за кафе и чај, па ме интересира. Инаку во право си во Гостивар и предната шофершајбна есофолија, како во сандак да се поздрав, секој е добро. Значи, некој им дозволува. Толку можам да кажам. Или има, постои некоја законска норма која тоа го дозволува. Океј. Да видиме. Еве, од јавно што е? Имаме гледач. Добро вечер. Вака, вие на мобилен што сте, прво да го исклучите тонот од телевизорот, затоа што има фонија. Значи си го слушам ја мојот глас кај вас, а не треба. Исклучите го телевизорот, тонот од телевизорот. Слушаш? Да, повелете, во програма сте, ве слушаме. Добро вечер. Јанко, ја имам 76 години, а ти си ми најинтересен и најдобар водител у цела Македонија и Југославија. Ако ме слушаш. Па да се вали да водиш програма, ќе ја гледам. И нема да спијам веќе. Многу си ми интересен и многу си фин, ефтен си човек од народот. Океј. Фала многу за поддршката. Поздрав, ама морам да ти исклучам. Тонот од телевизорот ти беше пуштен. Леле, 30 години овој муавет. Стиши го телевизорот. Фала ти многу. Јас сум утеха за обичниот народ. Кој ќе ме погледне, вика, па има некој поружен и поглуп од мене, види го бе. Дејан Андоновски, кој знае, поздрав. Јанко, Алисин, Али Ходжа, поздрав, најдобар си. Сега може компјутерот. Благодарам. Петар Волф Точев, поздрав шампионе. Петар Волф Точев на YouTube нема лайв. Нема. Само на Facebook.
Јас знам како е во Битола на стадион, имавме инцидент со еден мал излез. Боке Иванов, поздрав. Драган Филиповски вели, бев пред неколку години подолг период во Германија, лично видов следното, нема шанса, ама нема шанса да го паркираш аутото кај не треба, например на 3 минути да завршиш работа, а да не бидеш дебело казнат само поради тоа не паркираат инаку. Ние не можеме со нив, ние сме злато како народ. Само ова да ви кажам. У Македонија можеш да се паркираш кај сакаш. Можеш у задникот на комшијата да се паркираш, што му уклучиш 4 жмигавци. На кружен тек, на забрането, на влез у болница. Чим уклучиш 4 жмигавци, тоа е простотилакот наш. Го прават, неказнето е, и сега и други прифаќаат така. Не бе, си застануе, возиме 2 ленти фул, так, пали 4 и застануе. Може тоа да е оправдано, само ако извади триаголник и ми се расипа колата. Не, он си има работа, он треба да пречека некого, треба да извади некого. Дали е тоа таксиста, максиста, дали е тоа приватно, сообраќајната вулгарност. Иако повеќе ми беше поентата за корупцијата како не доведе до кочани, ама добро е, гледам сте го кај секај нас. 3 до 1 недела и после се заборав. И сега доаѓаме на најубавиот поздрав. Тој е од Момчило Спиров и вика, ти бе токмак, уште имаш, уште емисија имаш? Фала ти, Момчило, имам емисија. Да си жив и здрав. Твојата речитост за мене е комплимент. Абе, он е моја вода, дишам за него, бе, што да ти кажам? Мислам, ваков тип која ќе ми каже дека сум токмак, мислам, тоа е, како да ти е, тој комплимент. Да ми кажеше, Јанко, го отвараш, го гледаш кој е што е и вика, Јанко, ти си многу убав, паметен, брат, дај ми тоа омчета да се обесат. Иначе, тоа што си се сликал со Тоше Пројевски ми беше личен пријател. Личен пријател. И Тоше немаше пропуштено до последниот ден, немаше пропуштено ни една емисија Јади Борек. 3 емисии ми беше гостин, ама ради такви како тебе не ги давам тие емисии. Не ги заслужувате. Затоа што он, за разлика од мене, почитуваш и секакви. И такви, и такви. Океј, да видиме другите пораки. Јанко, Спасо Јанев, поздрав од UK, супер си. Абе, вие у UK дали сте супер? Дај бе, менјајте тоа страмер таму, бе, не ве личи, бе. Океј, тоа е отприлика тоа. Ја не ни очекував повеќе да имаме овие така наречени јавувања, затоа што ретко го правам тоа и во право сте. Се разводнува целата работа и некако немам нерви да се докажувам, иако ќе ги оставам телефоните за вашите јавувања. Јосифовски Сашо ката, Јанко, браво, Заковски, нема кој да те разбере. Што нема да ме разбере мене? Па ја просто нема кој што да збори. Не зборам ни правно, не зборам ни ништа. Едноставно, абе, почитувај законот, крај. Како да ја подобриш ситуацијата у Македонија? Почитувај закон. Како да направиш, абе, почитувај закон. Не ти е крив ни партија, ни мартија. Почитувај закон. Почни од себе. Знаете, екологија, која ми беше интересна 80-90 години, како млад човек и глуп, нормално, со што ќе се занимавам? Со екологија, толку разбирав. Монах еден. Пардон. Прво еден пријател ми рече, мал се попаметен, од Југославија, кој беше близок со оној
кој му ставија радиоактивен кога требаше во Југославија да се изградат 20 нуклеарни централи, он беше голем противник на тоа, па го елиминираа со тоа што доби галопирачки канцер, зрно радиоактивно у џепот и си отиде човекот. Викаш, сакаш да го исчисти светот, сакаш екологија, сакаш чист воздух у Скопје, почнуеш од дома. Дома исчистено, пред врата исчистено, ти исчистен, чиста кола, еколошка кола, па после ќе збориме ѓубрето, мубрето. Значи, не можеш ти да си... И сега, ако не можеш да го разбереш на некое ниво, дека чистење, ама мене ми е чисто дома. Како ми го објасни монах? Ми вика, за да имаш чиста средина, мора да имаш чисто срце. Бидејќи и толку не ми објаснуваше. Мене ми требаше ова бойлеров додека качи некоја работна температура да свати. Човек кој е духовно прочистен, он не фрла, он не загадува, он не поддржува луѓе кои загадуваат. Он делува спротивно од тоа, ама не како активизам, туку како природно му е. Нема да фрли пикавец од прозор. У Македонија, да угаснеш цигара у кола, ма дај молим те, у Македонија да ставиш Bluetooth на кола па да разговара, не може тоа со една рака, то тротинет вози избори, точак вози избори, а камоли кола. Зошто? Затоа што не е изгорен. Треба да се изгори. Бидејќи кога ќе се изгориш, у тебе се создава, викаше Џордан Питерсон со штипката на јастогот, која ќе изгуби. Видиш како се менува целиот нервен негов систем и неговите наследници. И после, што мислите дека германците, британците, американците станале затоа што се почитуваат закони, затоа што се подобар народ, подисциплина? Не бе, брат, затоа што биле казнувани, едва и чекаат. Таму системот вика, молим, нема проблем, укради. Кога ќе те фати горење, нема врски. Еднаш можеби ќе ти упали, 2 пати врски, ама после оти човек кој ќе се излече на врска, он ќе го повтори делото. Тука нема збор. Апсолутно. Парични казни не се потребни. Казна да биде да чисти 2 недели секој ден надвор од сабајле до вечер, па да видиш дали ќе фрли после. Еве ќе ви кажам, го фатија пијан, како се викаше фудбалерот од Манчестер Юнајтед, легендарниот. Се изблокира. Значи, ај што го казнија, го изгореа, пепел го направија. Туку имаше она као работа, обштествено корисна работа. И сега бираш, сакаш да собираш ѓубре, сакаш дворот во болницата да го окопуваш, сакаш да кастриш ограда, сакаш да помагаш на гладните, сакаш да... Нешто ќе си одбереш и 2 недели тоа ќе работиш од сабајле до вечер. Ја истото го викав и за нашите казнети. А е, освен ако е, нели, тежок убиец, криминалец, терориста. Ама све другово лежи таму. Не бе, брат. Ба барем на запад ги гледавме туцаа камен. Ама зошто туца камен? Прво да не излезе енергијата, второ, со тој камен се правеа, се градеа патишта, зидови, имаше некаква корист општеството од тоа. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Колку е добра после оваа трагедија, не знам, но мора така да се продолжи животот. Сочувство до фамилиите на починатите, вечна им слава, а на тие што се повредени, што побрзо да оздрават и не само да оздрават, побрзо да психичкиот терор да го надминат едноставно, затоа што тоа е вечно ќе остане во подсвеста на човековата психа, тоа е кај сите, тоа е дел од човековото, ме разбирате, дел од човековиот развиток и развој, но меѓутоа што побрзо да се опорават. Доживотна травма, се согласувам. Да. Затоа велам,
да се изборат психички и побрзо едноставно. А тие што починале, вечна им слава и никогаш ова да не се повтори. Никога. Стварно е жално, траурно и едноставно тоа е. Некои работи не можеме да ги вратиме, така и починаците не можеме да ги вратиме, па чисто како илустрација или како совет еве, добро би било во вашава емисија министерот за здравство да ако прифати да биде во емисијата. Ја не сакам. Како? Ја не сакам. Добро се, пак е ваша емисија. Не, те разбирам. Дали ме разбираш мене? Не разбирам. Не можам. Стварно. Еве, има други телевизии ќе се појави некдека. Значи, јас сум веќе 25 години ја терам емисијава, многу трагедии изгледа. Ја што да слушам што ќе ми објаснува? Дури не е добро да прави. Ве разбирам, трогателно. Не можам. Знаете, секоја недела све нешто трогателно, све. Твоево јавување повеќе ќе помогне него било што друго. Твоево јавување. Тоа сум убеден. Знам, па народот е веќе во психоза, нема, пушти телевизија, нема добри вести, црни вести се најгледани, најслушани за жал. Станавме хорор, па после короната све се извитопери. Значи све се извитопери и за жал иде на полошо. Ја знаете што велам, за све во животот. Кај не иде на подобар, на исто да стои, не за пожар, не за полицајци, не за не знам газење на пешачки премин, на црвено поминување, не е битно. Бар да стои на тоа што било пред 5 години, да не оди на полошо, ке нас све оди на полошо. Од потрошувачки кошнички, од горење на болници, од горење на диско, од палење на автобуси, од тумбање на автобуси, од не знам, од автобуси што 200 пати излегувале од Македонија низ Балканов да возат, а немале не знам каков картон, немале регистрација. Така. Едноставно веќе е све више токсично и народов е како да ми извините на израз, како мува без глава. Обичниот смртник е како мува без глава, преполно му е од све, душата му е преполна од сите токсини и едноставно си вика до кога и дали ќе има некој нешто подобро. И зошто да ги цениме луѓето како Андреј, како Тоше, од кога ќе ги нема? Зошто не ги цениме додека се тука? Зошто не ги пофалиме? Од кога ќе почине некој добар беше. Тогаш бил добар, ама кај сме биле, не како вие, како мене, како јас, како конкретно вие или јас. Обштеството, зошто се србите подобри, зошто се, не знам, бугарите подобри, зошто не се нашите подобри додека се тука? Треба да го изгубиме ли човек за да сватиме колку вреди? Тоа и за мене важи, не ме разбирате, зошто е таков мајндсет, тоа не ми е јасно. Го изгубив кутрето, после ке жалам, или човекот, или папагалот, или не е битно, живо суштество е све. Тоа не можам да си го сватам и да си го разберам. Сега пуштаат песни од Андреј, дали на Канал 5, дали на радио, не е битно, а пред тоа може пуштале, ама 5%. Истото со Тоше се правеше, истото со ред други. Значи, зошто да е така? Зошто? Зошто да нема македонска телевизија, не знам, дискографска куќа? Каде е Биг Бендот? Каде е тоа? Малце културолошки да се кренеме. Доста политичарите во оваа Македонија се естрадни личности. Ние, медиумите, Сорос и такви работи, тие ги направија да бидат, како да ви кажам, да бидат естрадни уметници, политичарите, а тоа не име на нив работа. Значи, 5 годишно дете знае кој е председател на Македонија. Тоа е срамота. Тоа во Америка го нема. Затоа што политичарот е за закони, не е политичарот да забавля деца од 5, 15 години, 20. За жал, таа е вистината. Не знам што да кажам друго. Значи, како идеме, ние не сме на земја, ние сме под земја, ние сме под дното. Во секоја област. Дали добив впечаток со реакцијата на младите луѓе, како постапија после трагедијата? Дали доби еден убав впечаток колку се
добри младите, колку имаат душа, колку се чисти. Ја имам Имаат емпатија, едноставно се борат за подобро и тоа е за поздрав. Значи, Тоа е за поздрав решението е, ја како генерација прво треба да изумрам. И овие што се 10-15 години пред и после мене, да исчезнеме. Ние сме канцерот на ова општество. Не можам да те осудам, те знам, пријател си ми, 100 години се знаеме, како да те Знам, осудам. сум се јавил уште у времето на Сител 3, кога бев и ред други работи и за Ало докторе си емилувано и за други теми, не е битно, значи ве пратам вас вашава емисија и ве ценам како личност пред се и вие ценам емисијата. Но зошто да чекаме некој да изумре па да го почитуваме или да биде подобро? Знаете како тоа како за диета, од утре ќе почнем. Нема утре, од сега, од одма. Све што се одложила, све Од понеделник, да, од понеделник. Да, зашто да чекаме да изумрат 15, па и тие 15 години ќе станат токсични, и тие што сакаат од сега промена, ако чекаат 15, зборам, 20, ние 30 постарите години, ќе ги и тие ќе научиме. станат токсични, ме разбирате? Како ги учиме ние родителите, како ги учиме у школа децата? Например, ќе удри, врати му. И тоа е најнормално. Или Па не е ќе нормално. го казни Не, професорот. му викат, знаете како му викаат? Ти не се закачај. Ама ако те удри, ти не се закачај, ама ако те удри, вика врати му. Зошто? Па има педагог, има психолог. Ама не, ако се пожалам, ќе ме направат кукавица. Па нека ме направат кукавица, на крајот ќе бидам најголем мангуп. Фала Зашто ти, да бидам... пријателе, што се јави, фала толку што ме следи со години. Фала Ова е за Јанко и мене на вас. не е Извинете емисија, уште еднаш ако туку сгрешив нешто, но најдобро намерно се јавив. кафе да направам со пријателите. Поздрав, лека ноќ, имам гледаш на линија. Те молам, стиши го телевизорот. Вие на мобилен што се јавивте, ве вклучив. Имате избор. Или телефонот, или телевизорот. Добро вечер, повелете. Телевизорот, добро вечер. Повелете, ве слушаме. Видете, во овие трагични моменти за Македонија, стварно немаме сите зборови, не знам што да кажам и стварно имате право ниту да се разговара, ниту некој да се вика, да се повика гостин. Страшно нешто, страшно. Мислам, не можеме да си дадеме на себе си. Но сакам да кажам едно, не знам дали претходниот гледаш добро го рече, дека ги поддржува протестите. Мислам дека тоа е најмалку нешто што не треба во овој момент. Треба да им се помогне на семејствата, треба сите колку можеме да дадеме од тебе, кој може парично, сите фирми големи, ние како можеме здравството да помогнеме, како може да се... Не може да име надоместива болката, тоа никако. Ама протести сигурно не ни требаат. Ви благодарам, нема зборувам. Не ни требаат. Затоа одложував да ги отворам телефоните толку време после трагедијата, затоа што викам, ајде, ќе се изнаплачете, ќе се врати рачунати. Слушајќи ги муабетите, 10 муабети се тера. Има луѓе кои не можат да спијат. Ја првите неколку дена не можат да спијам. Затоа што имам деца, затоа што имам емпатија, затоа што знам што е страдање, затоа што млади луѓе се. Од мои години, ја сосема поинаку ги гледам, ги доживам. И покрај тоа што сум верник, знам дека се
сместени, изгрижени подобро од што било кој мајка и татко ќе се грижи за нив за цел живот. Ама иди и ти преживеа таа разделба. Ете, затоа ја не сум професионален, затоа сум, како што вика оној, токмак. И управо е, токмак сум. Затоа што мои колеги, до сега уште петорица ќе се јавеа, нема проблем, ќе го извози тоа. И не значи тоа дека се они полоши луѓе, напротив. Ете, по-професионалци се, ја не сум. Единствено, Господјо, ќе ме утеши. Ако ви помогна тоа што се јавивте и што се расолзивте, да ви олесни. Барем да ви олесни. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Овде кај Душко. Повелете. Повелете. Вака, поздрав до вас, поздрав до мисијата, мислим. Ваке, значи, се сте управо, господине Јанко, од Адоша, за ово што работа Брку. Значи, за се сте, значи, како да ви кажем, за се сте право, и за екологијава, за се сте право. Турне се казни за нешто, од оваа држава ништо не бидува тука. Разбирате? Да. Значи, Бог да ги прости сочувство до починативе за ова пожаров. Господи им даде здравје на болниве што се изгорени од пожаров во Кичево. Смеам да ве благодарам од име на сите. Може ли да ве прашам колку години имате, барем? 33. Значи, млад човек сте. Да. И ви гледам нон-стоп. Сум ве гледал и на сите од 3 сум ве гледал, и сега ве гледам, и на Facebook сега ве гледам. Свегде ве следам ја. Нема уште долго да излеземе. Единствено, ми е драго што има апсење, што има процесирање, што цела држава е на нозе, што не сум влегол у ниеден објекта да не видам инспекции како проверуваат излези, противпожарни. Значи бев у 10 дуќани и ги гледам. Да, доцна е, отидоа животите, ама барем нема нови да отидат или барем ќе се превенира. Ете, тоа е мојата сатисфакција. Мора да излезе. Залудно е загубен живот ако нема утре нешто подобрување, малку од малку. Така е, нема инспекцијски, нема нигде инспекции. И ја не сум видел по капичите, јас сум од татово тука. Никаде инспекции нема по капичите. Никаде. Добро, се надевам дека ќе има и дека ќе се подобри. Овде кај ја кај што сум, врие. Благодарам што се јавивте. Поздрав до вас, најубава емисија имате. Фала ви многу. Може кој да ве вреđа, кој сака да ве вреđа, ја само ја ве поддржувам. Имате поддршка од мене. Да. Ја пишем, тука тој што ви пише токмак, тој е за мене не е човек. Ако бе нека е, види, таман работа на сите да им се допаѓам. Значи, Ама не, вака, да разбереш. Значи, ние треба да бидеме подобри од него. Јас сум токмак за него. И тоа е во ред, тоа е негово мислење. Ама види, јас му пишав, ти си поголем токмак од... Ти ли му пише, фала ти. Да. Ама нема потреба да ме браниш. Ако, јас сум јавна личност и треба да бидам критикуван. И да се научам. И стап да јадам. Ја мислим, Не, вие сте најдобар човек, хуморист. Добро, не ме фали оти после урок ќе ме фати. Не, се шегувам. Причестен него фаќа урок. Ајде. Кажи ми тоа што е. Фала ти многу. Лека ноќ и пријатно. Објавив еден наш че... Добро, ајде, после ќе го видиме. Имаме гледач, добро вечер. Јас? Да, вие сте, повелете. Браво бе токмак. А не токмак, јади бурек. Повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Не, може
Не навредихме што кажах токмек. Не, збори слободно. Нели? Добро бе, има ли некој жив там од Арачино, од Скопје? Има ли некој жив? Или сите останаваме токмаци? Јас имах школско Арачиново, што беше последен и шутиран од Арачиново. И има некој на сите телевизии јавува се. Тај се викаше Перо. Последно македонец изгонија го пред 30 години од Арачиново. Келнар беше келнар човеко. Исто ко тебе и како мене. И што треба да збореме повеќе? Арачиновци, ние, кој, што, нели сме луѓе сите? Нели сме луѓе сите? Нели треба да живееме? Зошто да се ругаме, да се буеме? Зошто? До каде одеме? До каде одеме? Па, ќе се палеме у Кочани. Јадо, Заев успеа да смени името и ујде запали ги сите. Пријатно. Пријатно. Еве добра вест дека Ангел се врати во Скопје, се лекуваше во Атина по пожарот. Денеска го пречека. И единствено што е добро што млад човек и покрај траумите знаат да се носат на животот и дека последиците ќе му бидат. Ќе дојде после тоа посттрауматик стрес синдром и затоа е многу важно сега да имаш духовник и психолог и психијатар, затоа што душевната болка има лекари за душевна болка. Разговори, комуникација, да не се во себе, оти мора тоа да излезе. Опасно е ако се препуштиш на плач, опасно е ако му се препуштиш на гнев, уште поопасно е ако се го игнорираш сето тоа, јас сум стоик, ќе издржам. Оти ќе те препукне. Добро вечер за следниот гледач. Нема? Добро. Оно што го најдов е за момчето Јован, кое вчера беше пречекано во... Значи, Јован е светла точка во деновите на темнината, рече Мицкоски по средбата со момчето кое спаси 21 живот во Кочани. Се сретна со 19 годишниото момче Јован Костандинов, млад човек од Виница, кој во нетешкиот миг покажа што значи храброст, одговорност и човечност. Јован со само 19 години влезе во запалениот објект во Кочани и спаси 21 живот. Без размислување, со голема присебност и посветеност, тој направи нешто што малкумина би се осмелиле да го сторат. Јован не е само херој на оваа трагедија. Тој е символ на една нова генерација која знае да направи разлика. Од неговиот чин се учи како да биде човек, како да се биде достоинствен и севичен во моментот кога тоа најмногу значи. Ќе му биде доделена стипендија како знак на признание за неговата храброст и човечност. Алкалоид ја презеде оваа иницијатива, на тој начин покажа дека ги признава и вреднува ваквите светли примери. Знаете што? Ја за Јован благодарам, Реже. У таков момент нема воспитување или невоспитување. Само или во таков момент може да реагира така само високо професионален со години трениран специјалец во противпожарна служба, во цивилна заштита,
специјални служби, полициски или воени. Но млад човек кој нема таква обука и го прави тоа, збори за еден комплексен. Значи, ја го слушав. Јован е едноставно момче. Он не е логореичен како мене, да кажува големи зборови. Он не користи зборови. Значи, неговата свест и дух, неговата реакција не е интелектуална. Он не мислел што ќе прави. Само мислиш што треба да се направи. Што е инстинкт? Ваков човек треба на идниве генерации, на младиве, да ви е пример. Ова треба да биде ваш херој. Значи, мене ми се допаѓа кога ги сакаме спортистите. Ама спортист цел живот и платене, и тренира, и стварно феноменални резултати, ама обучен е за тоа. Цел живот се бори и да издржи болка и да све во било кој спорт. Но кога имаш природно вакво нешто, ова не се воспитува. Ова е, да си ги чујам мислите. Ова е или го имаш, или го немаш. Ја во овој момент не знам. Би сакал некој психолог или психијатар да ми каже што со ваков човек кој е способен за вакво, бидејќи 1 на 1000 или на 10, не знам ни колку е статистиката, да човек влезе во оган. Ја ова сум го гледал само на филмови и тоа се суперхерои. Јас сум видел татко за детето и така натаму. Тоа е па веќе инстинктот на самоодржување. Ова е нешто повеќе, ова е собствена саможртва, ова е емпатија, ова е православие, ова е... Значи, бара ова стручно. Зошто го зборам ова? Како е најдобро да се усмери овој човек и за себе да биде исполнет, бидејќи ова се некои предиспозиции кои за него ќе кажат за што е. Може би филозоф, може би уметник, карикирам, може би математичар, може би специјална служба, може би, не знам, би сакал вака доблесен човек утре да го видам да е премиер на Македонија. За 10-15 години. И кој ќе рече, ја ќе се кандидирам, ќе се обидам да направам нешто. Па го знам бе детево. Детево влезе во оган. Спасуваше. Ваков човек ни треба. Ама дали ќе биде добар премиер? Ако ништо друго, знам каков му е моралниот компас. На крајот на краиштата создаваме систем во кој разликите можеме само да ги правиме во едно. Дали ќе го спроведуваш законот или не? И ти требаат луѓе на кои веруваш дека ќе го спроведат. А тоа се луѓе за кои знаеш дека ќе се жртвуваат за тебе, дека нема да бидат криминалци. Јован е осуден за секогаш. Со неговиот херојски чин да биде пример. Утре и да сака да биде лош, нема да може да биде лош. Он веќе е сменет за цел живот. Во него ќе го гледаме како пример на младите. Он ќе мора да биде добар. И во учење, и во однесување, и во се. Но на Јован ќе му треба помош. Таа траума, тоа што го видел, тоа што го држал во раце, ја ви велам, не можете ни да го смислите. Не можам да ве упатам ни на филм, па да го редоживеете. Немате ни документарец. Некој да биде професионално стручно за кога ќе излезе, затоа што подсвеста е многу гадна работа кога не ја контролираш, но овој човек очигледно му е многу стабилно. Некои сме полабилни, некои сме поцврсти, некои се родени херои.
да бил овој во време на револуција или да водел најверојатно дека ќе бил Braveheart, Мел Гибсон, се сеќавате на филмот. Јас сакам така да верувам за ова момче. Ништо не знам за него, но знам за неговото дело. И понекогаш и не мораш да го знаеш човека, ќе го судам по неговото дело. А тек овој човек, ако се вообличи, ако се усмери, затоа вакви луѓе да ги славиме. Да ни бидат пример. И за нас. Бидејќи инстинктивно е во таква ситуација, прво стануваш и бегаш. Стануваш и бегаш, тоа е инстинкт на самоодржување. И природно е. Се тргаш на страна и чекаш професионалци да спасуваат. Што ако ја погинам? Ама има луѓе кои во таква ситуација, дури и мерено, дури и правено, например, во ситуација на железничка несреќа, психијатри, психолози имаат проучувано луѓе, како реагирале луѓе при една железничка несреќа. И сега вика, 98% вриштеле, пиштеле, паничеле, гледале да побегнат ово она. 1-2% успеале во целиот тој хаос и чад, и темница, и повреденост, и све, да се све... Значи, збориме за минимален процент на луѓе кои имаат таа способност да задржат рационален ум, бидејќи кога ќе те пукне адреналинот, не можеш да размислуваш, бе, човек. Затоа е он херој. Пази, у таква ситуација ти да се... Чекај да ги спасам. Ајде да разберам брат, сестра. Он не барал никого, спасувал кого може. Тоа е големо, тоа е херојот. Уште поголем херој, не уште поголем, него голем херој. Возачот на брзата помош, кој 31 час возел без прекин и починал од срцев удар. Па он е легенда како легендата за маратонецот кој ја донел веста за победата. Кој откако го истрчал маратонот, ја донел радосната вест дека е спасен народот и починал од премор. Пази, професионалец, увежбен, кој знаел дека мора да се одмори, мора да застане, мора да... Не застанал, не можел да свати. Го држал адреналин, го држи емоција и млад човек, и препукнуваш. И го дал животот. И такви луѓе се таму. Ја не можам шмеман сега да ви го кажам. Вика, плачете од болка. Плачете од страдање. Страдате. Ја не можам да ви опишам колку сум радосен за вас, затоа што сте спасени. Затоа што не можете да сватите колкава ни е наградата што не чека. Не е овој живот све. Ова е... Животот е само сенка. Не чека вечност и во таа вечност треба да се стигне што повеќе од личноста. Да остане. Несватливи поименици. Се обидуваме да гледаме тука, да игнорираме што е тоа вечност, инфинити. Го имаме во математиката, ние така, да бе, постои вечност. Постои бесконечност. Ало? Јас се извинувам, се заборавив, мислев дека немам никој на линија. Јас сум на линија. Јас се извинувам, а горе си тераа некој диалог колегите, викам да не ги ометам. Се извинувам, господјо, повелете. Ви благодарам за уводот. Се потресив, така сме потресени од ова колективна трагедија. Во сета несреќа, срцето ни се полни со вакви херои. А како да кажам, Јанко, кога ги гледам возрастни луѓе, а бе пресно опарвани, без емоции на лицата, срцето ме боли. Функционери,
А ваквите деца, едното си го даде на 41 година животот. Ова златно ангелче, ова Господ го пратил ангел да спаси 20 на души. Значи, во трагедијата се дивиме на ваквите деца. А со таквото искуство, еве конкретно да кажам за градоначалникот, бившиот Прилеп, заменик министер за економија. Не е моментот сега да ги озборуваме луѓето. Меѓутоа, Јанко, во 7 години, кога тој заврши со неговата функција од председател на градот, имаше во 7 години време, како што беше инспектор и компетентен за ваквите работи. Разбирам, нема власт, нема негова партија, меѓутоа сега во 7 години да излезеше и да кажи дека јас сум се што проверив, сите аномали, тогаш да го прогласивме за херој. А знаете, тој на Канал 5 беше гостин и вели, па бидејќи немав работа кога ме сменија од градоначалник, 7 години се занимавав со планинарење, се рекреирал. Сега ова власт го наградува со заменик министер за економија. Немам ништо против никого. Меѓутоа, таквите луѓе со толкаво искуство, со компетентност, затоа ги обвинувам, голема причина има ова сето што се случи. Особено од таквите луѓе. Тоа ми е болката, на сите ни е болката. И нека зема примери од 15 годишно дете. Солзи ми се во очите и ви благодарам за уводу, за убавите зборови на ова ангелче. Оти Господ го пратил тоа ангелче да спаси во таа сатанска ноќ. Ви благодарам. Пријатно. Некогаш може ваквите работи, се сеќам после смртта на мојот драг близок пријател Тоше, емисии терав од 10 на вечер до 4 сабајле, по 6 сати, секоја вечер. И слушавме, и зборевме, и плачевме. И можев да го издржам. Не можам повеќе. Знаеш, треба да доживееш траума и да не се повторува. Ама ја не сум продуховен и просветлен човек, често пати ги прашувам духовниците, свештениците со кои се знам, кои имаат десетици и десетици луѓе кои им се исповедаат за секакви трагедии. Како издржувате? Ка имам Божја благодет. Сигурно и јас ја имам. Фала му на Господ, ама немам кондиција. Еве искрено да ви кажам, ми беше многу убаво вчера, бев на Кеот, кафе да се напијам со супругата, на пауза. Црвени дресови, велшани. Иако музиката пристојно, све заради трагедијата и така натаму, но сите оние луѓе кои она се шета, се сликаат покрај споменици, им дошло убаво. Времето им било прекрасно. Сите по шорцеви, по кратки ракави. Тоа е за нив е Калифорнија овдека. Јас туткан до гуш. Изигравме 1-1. Се надавам дека еден ден шкотите, што многу нефер се понашавме спрема нив, ќе ни се вратат. Треба да се мешаме со други луѓе, со други народи. Искрено се надавам дека ќе вртиме поише на политика, дека си издувани по сите оние емисии, нема траумава, е преголема. Еден ден ќе се јави некој од Кичево и ќе треба некој да го преживее сето тоа. И да за време на короната
човекот што плачеше 15 минути овдека во емисија. Еве ви добра вест. Дел од повредените пациенти се враќаат дома. Се враќаат, потешките има неколку во многу тешка состојба. Се надевам дека ќе ја надминат. Но не можам да разберам како мислам дека, знаете како, после ваква трагедија, човек внимателен треба да биде во секое движење, онака, да не направи промаја. Ја не можам да разберам, знаете ли колку сообраќајки имаше во меѓувреме? Кој е тој гнев, кој е тој суицидност, кој е тој порив, ствари не е суицидност, тој е порив да убие некого. Ние сме луѓе со падната природа и имаме шанса да станеме подобри. И до крај на живот ќе стануваме, затоа што се повеќе ќе ни биде јасно кои сме и што сме. И каде идеме, и кому припаѓаме. Но за да стигнеме таму каде што идеме, прво треба да се свестиме од кај сме дојдени. Благодарам за вашето внимание, благодарам за вашите искрени јавувања, благодарам за комплиментите кои без сипање со пепел искрено не ги заслужувам. Лека ноќ и пријатно.